акција. Добар ден. Најпрво сакам да ги поздравам сите присутни на денешната симулација, без разлика дали се активни или пасивни учесници. Како што знаете, денес се собравме тука со една цел. Успешно да извршиме симулација на британскиот политички систем, односно да направиме обид за визуелно представување на неговото практично функционирање. Дневниот ред, условно кажано, по кој ќе служива денешната симулација е следниот. Представување на програмите од страна на политичките партии, доделување на мандатот за состав на владата и креирање на влада, свикување на парламентот и говор на тронот, адреса, односно дебата во домот на комуните по завршување на читањето на говорот на тронот. Велика Британија низ својата долга историја е секогаш била монархија. Политичкиот систем развива по еволутивен пат во кој може да се сретне монархија од најрепресивен вид, па до целосно ограничување на правата на монархот и апсолутна справатија на парламентот, од 19 век па наваму. Денес како Велика Британија се среднуваат неколку политички институции. Монархот и кабинетот, односно владата, се носители на извршната власт. Иако постои бисексуална извршна власт, сепак мора да се истакне дека кабинетот има целосната доминација во владењето на извршната власт. Монархот е претежно церемонијална и символична фигура во британскиот политички систем, па поради тоа е политички и кривично неодговорен. Од друга страна пак, носителот на законодавната власт е парламентот, кој во Велика Британија се состои од два дома, односно дом на комуни и дом на лордов. Домот на лордови состојан во најголем број од населени лордови, именувани од страна на монархот, со текот на времето добил второстепено значење. Тоа значи дека денеска приматот од законодавната власт има домот на комуни, кој фактички е представничко тело, бидејќи членовите на овој дом се бираат на избори од страна на британските граѓани. При тоа, кабинетот, односно британската влада, е одговорна исклучиво пред домот на комуни. Битна карактеристика на британскиот парламентарен систем или некаде ќе следна на кабинетски систем е тоа што во него постои мнозински изборен систем. Решението е најчесто намигнува развој на двопартиски систем. Така најчесто на британската политичка сцена постојат две големи партии кои се борат за освојување на власта. Денеска тоа се конзервативците и лабористите. При претходно споменатиот дневен ред споменавме дека најпрво ќе се обидиме визуелно да ги представиме програмите на двете најголеми политички партии во Велика Британија. Во тоа име ги замолувам председателите на конзервативната и лабористичката партија да ги представат своите програми. Најнапред ќе слушнеме конзервативната партија, а потоа лабористичката. Во тоа име ги молам представниците на Почитување добар. Земјата е во својата најдобра форма кога врските меѓу луѓето се силни и кога чувството за националната цел е јасно. Денес приоритетите кои се соочува Велика Британија се огромни. Нашата економија е согласна на долгот, нашата социјална структура е излизана, а довербата во политичкиот систем скоро и да нема. Но овие проблеми може да се надминат само ако се прават заеднички напори и се работи сложно. Мора да запаметиме дека сите сме во ова заедно. Некои политичари велат, дајте ни го својот глас, па ние ќе ги средиме проблемите. Ние велиме дека вистинската промена не доаѓа од владата сама, туку вистинската промена доаѓа од нас. Фактите за денешната ситуација представуваат една одлична слика. 75% од британските улици зајавјаат работа со загуба и го чинат народот 3 милиарди фунти годишно само за да се одржат во функција. Да не зборуваме за сите луѓе кои се вработени само и се терат на буџетот, а слична е состојбата и со британскиот телеком. Во британскиот телеком има луѓе кои работат, кои се терат на буџетот, а одржувањето за телекомуникациите е прескапо, скоро и да нема никаков иновативен напред. Борбата денес затоа е помеѓу два начини за живот, помеѓу две општи перцепции за државното организирање. Едниот ултимативно неизбежно води кон робство, а другиот кон слобода. Следствено, едниот е правилен, а другиот не. Тука сме
за да возможиме слободна конкуренција. Тоа не значи нејулоцрна борба, како што некој пробува да представи, тоа значи слободен интелектуален натпревар на идеи и енергија, натпревар на квалитети и ефикасности, кои ќе го придвижат ово општество напред. Формулата за таков здрав натпревар е во секој од нас, во можноста за секој од нас што може да допринесе за оваа држава. Тој што е способен за тоа, треба тоа да го направи, а тој што не, тука сме ние за да му помогнеме. Сакам да дадам јасно до знаење дека оваа влада секогаш ќе се грижи за старите и замоштени лица, сиромашните и сите други ранливи категории на лица со кои мораме и можеме заеднички да ги пребродиме овие тешки периоди. Над се оваа влада е изградена врз јасни и тврсти вредности и врз принципи, а тоа се вредностите на слободата, вредностите на правичноста и вредностите на одговорност. Затоа сакам да изградиме економија која ќе наградува труд и работа, сакам да го закрепнеме ова општество со посилни и стабилни семејства и заедници и сакам да изградиме политички систем во кој граѓаните имаат доверба. Тоа ќе биде тешка и макотрапна работа, преполна со предизвици, но верувам дека заедно ќе можеме да обезбедиме силата на оваа влада базирана на споменатите принципи. Вербата и волјата за единство, меѓусебната солидарност се фундаментите на оваа држава кои овозможуваат да истрае и да се преброди гордо и да обстојува низ законите. Таа е суштината која ја овозможува сите ние да се бориме за остварување на своите индивидуални соништа, а сепак на крајот да бидеме заедно како една силна и голема фамилија. Благодарам. Почитуваме. Можеме да видиме во последните две години Британија со какви тешки предизвици се соочуваше. Најголемиот предизвик кој Британија може да го помине е економскиот. Поради тоа, ние како лобистичка партија нудиме решенија наместо ветување за економскиот и општествениот живот на целата земја. Почнуваме со градењето на високо развиена економија, соцен отврт хајтек технологиите. Сметаме дека едно време да се напуштат оние стари и природни индустрии. Поради тоа планираме да вложиме 15 милиарди фунти во период од 2010 до 2014, за да ги поставиме првите инвестиции на хајтек општеството во Велика Британија. Потоа имаме намера за целосна реконструкција на британската влада со особен постав да се намалат владидините турбоци се со цел да се влеат повеќе пари во буџетот на државата. Заради тоа, сметаме дека едно време е да се основа нова структура во Министерството за финансии, која ние нарекуваме Британското Министерство за финансирање на сметаме дека до 2014 успееме да вработиме 1 милион лица во хајтек секторот. Меѓутоа, не треба да се заборави на животниот стандард на британците. Поради тоа, во период 2010-2014 планираме да отвориме нова народна банка во која луѓето ќе бидат инволвирани во микрозаедници и ќе може да се помагат едни на други. Ние како партија солидарност да ставаме на прво место. Второто поглавје од нашата програма е за заштита на јавните сервиси. Тука спаѓат образованието, здравството, криминалот, имиграцијата, пенсиите, локалните заедници и екологијата, што се однесува во образованието, планираме да можеме едноруни особено на нови на младите за да концептиме нивниот раст
како идни научници на оваа држава. Потоа што се однесува до здравството, планираме да направиме комплексна реконструкција на здравствениот систем, почнувајќи од болниците. Што се однесува до криминалот и имиграцијата, предходните две години беше намален буџетот на полицијата, меѓутоа ние имаме во план, имаме намера повторно да вложиме што е можно повеќе средства во полицијата, поради големиот број на емигранти кои доаѓаат во Британија и затоа планираме неконтролираната имиграција во Велика Британија да ставиме под контрола и ние како држава да одлучуваме кој ќе влезе во државата. Што се однесува до пензиите, планираме да отвориме нов фонд кој се нарекува Personal Pension Account, или тоа е нов финансиски сектор, како што го има во скандинавските земји. За едината планираме што е можно по голема децентрализација на властта државата да функционира на микрониво. Што се однесува до екологијата, поведуваме еколошки такси, за да може британците да вложуваат својата зелена иднина. Почитување ова е глобална иднина на Британија, не даваме ветување, ние остваруваме.